Кога би можело да се донесе законот за партија? Медиумите објавуваат во врска со фирмите што треба да го прават надзорот над изградбата на автопатиштата на Бехтел и ЕНК. Дали натаму сметате дека договорот не треба да биде раскинат? Значи, јас кажав дека тој договор и договорот со Бехтел и ЕНК се склучени врз основа на законската регулатива во државата, почитувајќи ги сите процедури за избор на изведувачи и за избор на компании кои што тоа го прават. Во тоа биле вклучени сите институции кои што се задолжени за таа работа. Знаете дека законот за Бехтел и ЕНК за изградба на коридорите 8 и коридорите 10D, чие што започнува практично идната недела, со практичен почеток на работа на терен, се направени врз основа на посебен закон во собранието, кој што сите го поддржаа. Целата документација која што се однесува на изборот на сите други компании, вклучено и компаниите од надзорот, е јавно достапна преку Бирото за јавни набавки. Спроведена е сета процедура. Јас повикав и повикуваме ве уште еднаш и антикорупцијска комисија и обвинителството да ги испитаат сите наводи за кои што медиумите, вие како што кажавте, известуваат или било кој, и врз основа на тоа потоа може да се носат било какви одлуки какви што ќе донесат надлежните институции. Бидејќи селекцијата, изборот е направен врз основа на законска процедура преку јавно достапни податоци, каде што учествувале повеќе компании во самата постапка за избор на најдобар понудувач, и сите податоци, повторувам уште еднаш, се јавно достапни, значи никој ништо не криел, а во одлучувањето учествувале стручни комисии кои што правеле такви постапки и во минатото за други проекти. Верувам дека институциите, обвинителството, Државната комисија за спречување корупција се вршат својата работа. Треба да се вршат. Директорот на ЈПДП е поставен сепак под владата, ова е владин проект. Кој е вашето мислење? Дали после се што беше објавено во медиумите треба да продолжи овој договор и треба да биде раскинат? Значи, проектот кој што го работи Бехтел и ЕНК е најголемиот проект во историјата на оваа држава. Поголем проект немало. 1,3 милијарди евра инфраструктура која што ние до сега сме ја немале, коридорот 8 и коридорот 10D. И овој проект треба да продолжи и треба да заврши во рокот кој што е предвиден, 5 години, за изградба на комплетно автопатско решение кое што ќе биде практично од влезот на државата на север до границата со Албанија, потоа продолжува во Албанија до Драч, што ќе овозможи, од кога ќе биде направено пристаништето во Драч, Порто Романо, да имаме и суво пристаниште, драјпорт во Струга, што за компаниите е огромен бенефит. Потоа продолжува изградбата на експресниот пат за Бугарија, што е исто така дел од коридорот 8, кој што пат исто така не постоел. Продолжува изградбата на третата лента од Крива Паланка до Девебај, што значи дека конечно нашата држава ќе излезе и на пристаништето во Бургас и на пристаништето во Драч. И тоа го очекуваат сите граѓани од нас. И ја повторувам уште еднаш. Држава која што е во центарот на Балканот, како што сме ние, и нема инфраструктура, како што ние сме немале коридор 8, тоа значи дека таа до сега била кружен тек. Со изградбата на коридорот 8 и изградбата на коридорот 10D, ние ќе станеме практично и вистински раскрсница на Балканот, од што ќе имаат бенефит и граѓаните и компаниите. И ви повторувам уште еднаш. Се она што е јавно достапна информација, се е веќе практично преку вас медиумите пријавено во надлежните институции. Антикорупцијската комисија ќе ги добие сите одлуки во минатото кои што се правени од страна на владата во однос на овој проект и врз основа на тоа ќе може да одлучува, а секако дека ги имаат на располагање сите други документи. Владата нити е обвинителство, нити антикорупцијска комисија, тие работат независно, ниту пак владата е комисија за избор и за селекција на компании кои што учествуваат, а кои што посебно пак се избрани врз основа на посебен усвоен закон во собранието, кој што е потврден и од Уставниот суд. Премиере, може ли да прашаме колку ќе објави дека една од фирмите што треба да се води неголемите изработите за надзор во самата понуда за вклучување на договорот јавно дека има 32 вработени. А во годишниот извештај, годишната сметка за 2022 година пријавува дека има 20 вработени. Дали ова плюс една основа за овој договор да биде раскинат? Јавното предпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски одржаа брифинг со новинарите, на кој што дури мислам дека и како што бев информиран и документите сите биле доставени пред новинарите.
Јас кажав, уште еднаш ако треба ќе се направи брифинг за да можете сите овие прашања во детали да им ги поставите, бидејќи не може еден човек да ги знае сите детали во однос на одреден проект, меѓутоа сите оние кои што учествувале ќе можат да ви одговорат на тие прашања уште еднаш ако треба. Имам само уште едно прашање во врска со проектот. Вие од кој медиум? 360 степени. Па може на интервју да ме викнете. Ако е следно прашање што ќе викне. Значи имаше случаи, ние барем 10 најдовме, во кои многу од експертите кои што се пријавени за да го вршат надзорот, во исто време вршат надзор на други проекти. Вршат надзор на други проекти каде што во своите понуди напишале и декларирале, гарантирале со изјава дека ќе бидат во целост на располагање на други проекти. А се паралелно и на ова. Дали сметате дека и ова е основ за раскидување на договор? Тоа единствено може да се види низ тендерската документација, условите кои што биле поставени, лиценците кои што треба да ги поседуваат тие експерти кои што ги спомнувате и часовите работни ефективни кои што треба да бидат на располагање, и тоа е прашање единствено може да ви го одговори и комисијата и јавното претпријатие за државни патишта.